Здраво, јас сум Јана Јовановска, учам во училиштето Основно училиште Јохан Хајник Песталоци. Јас учам во 4 одделение и денес ќе ви ја раскажувам оваа книга Исидора Мун и нејзините магии. Јас се чувствувам многу мистериозно, бидејќи оваа книга е напишана од мене и нацртана и јас ја направив со мои раце. Значи, Исидора Мун е едно девојче, таа е вампир Самовила. Таа е вампир од нејзиниот татко, а Самовила е од нејзината мајка. Исидора Мун еден ден во нејзиното училиште имало надпревар за магии. Таа правила многу магии, а денес ќе одела на надпревар. Таа многу вежбала, многу се спремала за тој ден и кога дошол тој ден, тие вежбале и конечно после неколку минути почнал надпреварот. Исидора Мун била многу возбудена за тој надпревар, бидејќи таа никогаш не правила магии, а со нејзиното волшебно стапче што ја го дала мајка, таа можела да направи многу други магии. Кога започнал надпреварот, тие вежбале, а потоа Исидора Мун многу се возбудила за тоа што ќе добие, дали ќе добие прво место, дали ќе добие второ место, или пак можеби и нема да успее, но тоа е само игра и да не успееш, ќе успееш другиот пат. Кога стигнале наградите, Исидора Мун добила второ место и добила една диплома со нејзиното име, каде учела таа, што постигнала и што не постигнала. Саша, нејзината другарка, таа добила трето место и малку се натажила, бидејќи исто така и таа многу вежбала, исто како и Исидора Мун, што многу се спремала. Едно друго другарче од одделението на Исидора Мун, пак тој повеќе се трудел од нив две и тој добил прво место, а му дале и пехар. Пехарот бил златен и многу убав и тој многу се израдувал. Но потоа Исидора Мун така се израдувала, а потоа отишла кај нејзината другарка Саша малку да ја охрабри и дека таа ќе успее и другиот пат. Таа си отишла дома малку натажена, а Исидора Мун си отишла дома малку натажена за нејзината другарка, бидејќи не успеала, ама барем се обидала да ја охрабри малку.